Добар ден, почитувани гледачи. Пред почетокот сме на фудбалскиот натовар помеѓу домашната екипа на Брегалница од Делчево и ФК Победа Баландово, четврто коло од третата фудбалска лига Исток, кој натовар кој се игра на градскиот стадион Гоце Делчево од Делчево. Според она што го имаме од официјалниот записник, за екипата на Брегалница ќе настапат на голманската позиција Горан Димовски со број 2 Таковски Андреј, Стефан Филиповски со број 4, Даниел Анастасовски со број 5, Стаменовски Валери со број 7, Антон Радков со број 8, Бојан Петровски со број 9, Дарко Пешовски со број 10, Александар Илиев со број 11, Никола Стиловски со број 16 и Димитар Манасиев со број 19. Како резерви во домашниот тим се пријавени Александар Крстевски со број 6, Марковски Никола со број 13, Арсовски Петар со број 15, Андреј Стојановски со број 17, Петровски Дилан со број 18 и Димитровски Филип со број 21. За екипата на Победа Валандово, Душан Андонов на голот, Ризов Славе со број 2, Медов Џокчун со број 3, Стојановски Јордан со број 4, Атанасов Лазар со број 5, Бајзолов Лазар со број 6, Адријан Спасич со број 7, Петков Панче со број 8, Михајловски Валентин со број 9, Зајков Благове со број 10, Владимир Лазов со број 11, Кристијан Петков замени и Глигоров Драган. Двете екипи веќе излегуваат од соблекувалните, ќе се упатат кон центарот на теренот, кој што судијата ќе го означи почетокот на овој надпревар. Шеф на стручниот штаб на Брегалница Гоце Попов, нема информација за тренерот на гостинскиот тим. Главен судија на надпреварот Тоше Џамов од Кучани, помошници Ѓордиев Јордан и Ананиев Александар од Кучани. Делегат на надпреварот Ангеловски Маријан, контролор Гицов Јордан. Во сино-бели дресови екипата на Брегалница Делчево, во црни Победа Валандово. Солидна посета на градскиот стадион на овој натпревар. Се уште доаѓаат навивачите, додека се пробијат низ панагирот кој трае во близина на стадионот веќе трети ден. Се игра по сончево, но ветровито време. Првиот напад ќе го има домашниот тим, кој ќе напаѓа од десно кон лево, како што може да забележите на преносот во живо. Во правото полувреме. Надпреварот првото полувреме ќе започне со напад за екипата на Брегалница, Дарко Пешовски кај топката. Се чека стартот на првото полувреме. Главниот судија од Кочани да го означи стартот на овој надпревар од четвртото коло. Во третата фудбалска лига Исток. Започна надпреварот. Како што кажавме, прави со топката се фудбалерите на Брегалница Делчево. Кажи кои се наши, кои се ваши, ти не знаеш бе. Топката Ваут, топка за Победа Валандово. Аут за Победа Валандово.
Прво ја освоила топката фудбалерите на Брегалница, овде избегнува офсайд Александар Илиев. Да видим дали ќе ја одземе, така е. Обид за проигрување кон Ратков. За малку топката до Петровски, корнер за Брегалница. Одлична можност да се уфрли во 16-тникот, сите на половината на екипата на Победа во Ландово, освен двајца домашни фудбалери и еден на гостите. Одбиена топка до Ратков. Стаменовски. Фаулиран, така е веле судијата. Манасиев враќа назад кон Стиловски. Овој ќе го бара Илиев, кој не може да стигне. Пресилна беше оваа топка за него. Еве сега обид за гостите на топка во аут. Манасиев тука комбинира каде што не треба, меѓутоа ја префрла топката на другата страна до Анастасовски. Топка кон Петровски, овде бара топка Ратков. Еве шанса Ратков, паѓа и тоа е пенал. Пенал за Брегалница во третата минута на преворот. Беше турнат Ратков, убаво уфрлена топка од Петровски кон Антон Ратков и судијата овој старт го карактеризира како пенал за домашната екипа. Можност на почетокот на овој натпревар Брегалница да поведе со 1:0. Дарко Пешевски вообичаено ги изведува пеналите за Брегалница, така и овој пат. Чекаме знак на судијата да биде изведен овој пенал, така е. 1:0. Дарко Пешевски. Брегалница води на самиот почеток на првото полувреме со 1:0. Корнер за Победа во Ландово. Пешевски, да видиме дали ќе го пронајде Петровски, така е упатена топка кон Петровски. Овој смирува. Има двајца фудбалери на другата страна. Ратков е таму, Илиев. Ратков комбинира Петровски. Петровски кон Илиев, но офсайд вели судијата. Претходно имал офсайд. Одлична можност на брзина да биде зголемено водството, но поради офсайд прекината оваа акција.
Петровски. Кон Ратков. Шутира Ратков. Се обиде по сугестија на тренерот директно да шутира, откако во претходната акција реши да не биде себичен и да додаде до Петровски, но беше таа акција окарактеризирана како офсайд. Како и да е, Драгалница има иницијативата на почетокот управите 10 на минути на преворот. Со голот на Пешевскиот пенал има водство 1:0. Стаменовски сега топка кон Илиев. Одлична интервенција на Анастасовски од Заповед Валандово. Кој се го уфрлаат во 16-никот на Драгалница, но Стоиловски е тука. Имаше овде фаул, подигната знамеци од помошникот судија. Стоиловски одамна влече на повреда, еве сега повторно се повреди. Биде потребна интервенција лекарска. Да се надеваме дека не е нешто сериозно. Иако се чувствува болки по изразот на лицето, забележуваме дека ова е по-сериозна повреда. Да се надеваме дека не е така. Продолжува играта и Драгалница со 10 играчи во моментот. Стаменовски и Таковски проигруваат. Таковски сега избива напред. Ќе го бара горе самениот Петровски, дали ќе се успее? Топка кон Илиев, еве го Таковски. Офсайд, вели судијата, убава акција која заврши во стативата. Дегазирано слабо играч од голманот на Победа Валандово. Сепак стигнува топката до неговите фудбалери. Дали ќе одземе Петровски? Одзема. Топка упатена кон
Пешовски да видиме дали ќе успее. Не може со двајца, но пак има офсайд, вели судијат. Чекаше оваа топка да биде примена од Пешовски, па да го подигне знаменцето, такви се правилата. За среќа гледаме Стиловски дека за сега ќе може да продолжи. Одземена топка. Топка кон Петровски. Филиповски. Петровски. Назад кон Марковски, кон Анастасовски. Топка кон Димовски. Гостите кои подоста се вклучија во предност, прегалница за голот пенал кој го постигне Дарко Пешовски, има водство од 1:0. Анастасовски кон Петровски, топка кон Филиповски, аут за Брегалница. Кажи нещо. Да кажем все име така. Димитровски на местото на Стиловски, кој излегува од игра по оваа повреда, да гледате сами, се укажува се уште лекарска помош. Неправилно изведена аут, топка за Брегалница. Раковски поуспешен овде во овој дуел. Имаше ли фаул, вели не судијата, но продолжува со напад екипата од Валандово. Илиев, Манасиев, Анастасовски, Филиповски, комбинираат овде со Анастасовски, но немаше грешка, овде фаулиран Манасиев. Како да се повторува некако на преводот се отидење кога голем број играчи на Брегалница беа повредени. Иако овде повеќе беа случајни овие контакти, меѓутоа не носат ништо добро за екипата од Делчево. Нагајамо на Сијер ќе може да продолжи. Фаул за Брегалница.
Силна топка од Анастасовски кон Илиев. Стаменовски кон Петровски. Тука е Пешевски далеќе го проигра, така е. Избиена топка во корнер. Затуваше ова акција, но одбрамениот играч на гостите побрз од Пешевски. Нафрлена топка. Беше тоа обект на Димитровски, но млак удар. Топката во раце на Димовски и нападот почнува од Филиповски. Топка кон Петровски Бојан. Стрелец на победоносниот погодок на преводот кој Брегалница го доби во Делчево против екипата на Тиверија. Акција организираат гостите од Баландово. Која не ја завршува до крај. Филиповски напред за консолидирање на одбраната. На Анастасовски побрз. Димитровски до Петровски, но неуспешно. Млак обид на фудбалерот со број 7 од екипата на Победа. На почетокот ги спомнавме составите, во моментот го немаме и немаме листата со составите, така што ќе продолжиме онака како што сме во можност со коментар со овој надпревар. Аут за Победа. Ево топка кон Илиев, кој знае во вакви ситуации да биде опасен. Таму горе го има и својот соиграч Ратков, а од оваа страна се приклучува и Пешовски. Шутира Пешовски. Директно за милиметри топката не се најде во голот. Пешовски во обид да го постигне својот втор гол на овој надпревар. Убаво шутираше, но малку фалеше Брегалница да има водство од 2-0. Втора минута од преводот. Со гол во третата минута. Брегалница има водство од 1-0.
1:1. Овој слободен удар, топката носена од ветрот, влезе во голот на Димовски и гостите изедначуваат. Кога никој не очекуваше, 1:1. Продолжува играта Илиев кон Пешовски, да видиме дали ќе го врати брзо водството на Брегалница, но побрз противничкиот играч. 1:1 со гол во 23-та минута. Фудбалерите на Победа Валандово израмнуваат на натпревар од Боделчево. Стаменовски ќе врати назад до Таковски, кој повторно до Стаменовски. Топка кон Илиев, убава акција со Манасиев, но не успеала двојна комбинација. Филиповски и Таковски тука комбинираат, Стаменовски, Манасиев, Ратков, горе Петровски е сам. Топка кон Пешовски. Манасиев се обиди да протуркова топка до Ратков, не успеа, сега е можност за контранапад за гостите од Валандово. Добро се поставува Таковски, да видиме. Филиповски треба брзо да ја исфрлила топка, така е. Илиев, кој сега треба да тргне во против напад. Таковски, Стаменовски. Стаменовски напред кон Петровски, дали ќе ја стигне. Топка упатена во корнер. Еве сега можност да се обидат фудбалерите на Брегалница повторно да дадат во водство. По оној несреќен примен гол до 23 минута. Говоречи си од центарот Димовски прими ефектен гол за изравнување. Претходно од пенал Дарко Пешовски и донесе водство на екипата на Брегалница. 1:1. Моментален резултат. Убаво нафрлена топка, но нема тука играч на Брегалница, сите беа на прва статива. И сега ова е можност за контра за гостите. Смирува Таковски, комбинира со Манасиев. Топката се префрла на десната страна. Димитровски, тамо и Филиповски. Еве шанса, Петровски. Петровски кон Ратков. Паѓа Ратков, но судијата не се решил повтор пат да суди пенал. И сега можно за контра за гостите. Аут за победа, вели судијата. Имаше неколку можности Брегалница да има и водство најпрво пред постановувањето на голот од 2:0, сега и од 2:1. Меѓутоа останува резултатот 1:1. Погрешно дадена топка овде си прави шанса фудбалерот на победа, но за среќа превисоко над главата на играчот со број 9. И сега ќе се обиде Брегалница да организира нов напад, контрнапад. Петровски го бара Пешовски, така топката стигнува до него. Доле има двајца играчи. Долу има двајца играчи, но не стигнува топката до нив. Пешовски, Ратков, Димитровски овде ќе го бара Петровски, така е. Еве сега тројца фудбалери на Брегалница во 16 минути. Пешовски повторно се обидува овде
Таковски денеска сигурен, топката повторно во неговите нозе. Ратков. Стаменовски до Ратков. Измина 30 минути во овој натпревар. 1:1 моментален резултат, победа Брегалница за голот на Пешовски, а во 22-та минута изедначија гостите. Сега можност за победа за уфрлување, но топката во корнер. Топка кон Димовски. Таковски го започнува напад. Се претвора сега на левата страна Филиповски. Манасиев ќе го бара капитенот Анастасовски. Ратков. Непрецизно кон Илиев. Да видим дали ќе стигне. Аут за Брегалница. Попакол Петровски за малку не стигнува до него. Ратков. Илиев. Таковски. Ратков. Топка во аут. За сега нема обиди за ново водство двете екипи. Како да се подизморија. Се игра повеќе на средината на терен, треба да се го обид за да се започне нова акција. Пешовски. Може. Топка кон и гол. Неочекувани два гола, како што беше оној на победа изравнувачкиот, носена топката од Ветров влезе за 1-1. Антон Ратков со овој погреб се искупи за она чиста 100% шанса пред неколку минути и Брегалница повторно има водство. Се чини праведен епилог, имајќи ги предвид случувањата на теренот. Се чини Брегалница повеќе имаше топката во своји нозе на почетокот. Се до голот за 1-1, ајде сега
Иако млако упатен удар, сепак голманот не успе да ја скроти топката на Ратков и Брегалница има водство 2-1. Сега како да им дава крија овој погодок на Новашите или не? Сега ќе видиме. Овде треба Димовски да биде побрз, така е. Привршува првото полувреме. Топката повторно кај домакините. Еве Стаменовски го бара таковски, но пресилно. Сепак да напоменеме дека се игра по ветровито време, така што и ветрот си игра голема улога би рекле во овој натпревар. На многу лошо место фаул сега за фудбалерите на Победа Валандово. Е 22 метри голот на Димовски. Кој поставува тројца играчи во живиот зид. Се уште се местат играчите. Да го видиме прилогот од оваа акција, ќе биде силен шут, најверојатно повторно, но сега над голот. Нема опасност за Димовски. Топката кај именјакот Валери Стаменовски. Еве сега се ослободува Петровски, тука е Илиев, долу и Пешовски, да видиме, убава топка кон Илиев. Илиев, шутира на корнер, одличен шут на Илиев. Има уфрлање од корнер за Брегалница. Да. Ратков го изведе овој корнер, меѓутоа судијата вели дека е неправилно изведен и пропаѓа оваа шанса за Брегалница да се уфрли од корнер. Или повторно ќе дозволи судијата да биде изведен. Така, Ратков сега со додавање до Димитровски, кој нафрла кон Пешовски. Стаменовски, но млако до голманот на Победа, кој веднаш дегажира напред, но Таковски оде ќе стигне и ќе додаде до Димовски најверојатно, но греши. И ја истова својата грешка. Еве гледате како ветрот ја носи топката. Уште еден шут обид за да се изненади Димовски, но безуспешно. Се ближиме кон 40-та минута од надпреварот. Поред погледата на Филовски може би ќе има 1-2 минути продолжение. Покрај аутбинијата кој забележуват и тренерот на Делчевци, еден од тренерите Дејан Михайлов. Сега напад за Победа. Одлично Димитровски се снајде таму, топка за Брегалница. Ратков може таму да се решава да го води уште овој напад, така е. Ќе го бара Илиев, не успевала топка да дојде до Илиев, убава замисла
Сега Манасиев кај топката. Димитровски. Пешовски. Стаменовски до Таковски. Комбинира повторно со Стаменовски. Се смери ветрот. Филиповски, Ратков, Илиев, Таковски е тука и аут за Брегалници. Завршни моменти од првото полувреме. Аут за Брегалница, Таковски ти го изведе, но судијата вели поназад да се изведе истиот. Кон Петровски грешат поточно изфрла во од еден од играчите на Победа оваа топка и Брегалница има можност да нападне. Ало? Пешовски. Сите играчи од гостинскиот тим на својата половина. Топка кон Димитровски. Много везениот играч на местото на Стојдовски кој се повреди. Еве сега и одлично ја земала топка за да не се развие контранапад. Да повториме за оние кои подоцна се вклучија. Брегалница води со 2:1 со головите на Пешовски и Ратков. Пешовски својот погодок го постигна на почетокот на преворот од пенал. Додека Ратков во 37 минута донесе повторно водство на Брегалница, откако по еден удар од далечина уфрлена топка кон голот на Димовски, истата заврши во зад неговиот грб и изедначи во тој момент Голандовчани, за да подоцна Ратков повторно и донесе водство на домашната екипа. Чекуваме за некоја минута да биде отсвирен крај на првиот дел и да видиме како ќе се одвива продолжението на преворот, какви совети ќе добијат едните и другите. Повторно си има топка кон Димовски, овој пат сигурен. Одеше далеко пониско од претходната која заврши зад неговиот грб. Добро
одиграно од Петровски, кој се бори овде да дојде до оваа топка, меѓутоа судијата вели фаул имало од Петровски. Повторно ги се обиде еден од играчите далеко напред кон голот, со надеж дека ќе успее да направи нешто слично како неговиот соиграч при постигнувањето на голот за победа. Еве сега шанса за Илиев. Топка кон Ратков, но офсайд, инаку ова е гол. Се види дека може би за нијанса беше малку напред. Тоа го забележа судијата и не важи овој погодок, останува 2:1. Последни минута 2 од овој надпревар. Од првото полувреме од овој надпревар. Ризично вратена топка назад кон Димовски. И сега нов напад за Брегалница. Ратков ќе го бара Петровски по десната страна. Така е, не. Ќе го бара Илиев. Димитровски ке топката. Ратков. Манасиев кон Филиповски. Стаменовски, Манасиев, Анастасовски, Петровски, Димитровски. Одлично одигра Димитровски, топка кон Илиев. Манасиев ја враќа оваа топка во посетна Брегалница. Димитровски. Дали може би се обиде да нафрли, неки го проигра Стаменовски. Последни моменти од првото полувреме. Одлично комбинираат домашните фудбалери. И грешат. Сепак ја вземаат повторно топка Ратков. Филиповски. Ратков. Крај на првото полувреме со головите на Пешовски и Антон Ратков. Брегалница има водство од 2:1. Откако помеѓу двата погодоци фудбалерите на Победа постигнаа еден погодок. Се гледаме на почетокот на второто полувреме.